Најголемата награда на нашиот фестивал, која што фактички го создала кредибилитетот и репутацијата на фестивалот, е наградата за животно дело. И таа се доделува на еден кинематографер во 60-ти, 70-ти, 80-ти години, кој што е некаде на залесна кариера или е веќе толку докажан во светот да му давате за животен опус, може да му дадете некаква награда. И таа ја има добиено 38 луѓе досега, мислам вклучувајќи и годинешниот. Кога тргнавме да бараме кој го има добиено, по некакви наши прекопувања и истражувања, установивме дека само 18 се живи. И од тие 18, 14 или 15 се постари од 80 години. И ни стана јасно дека овие луѓе, ако не ги вратиме на овој фестивал, никогаш повеќе може да не ги видиме до 50 годишнината, нема да дочекаат, идејата беше да ја одбележиме некако таа работа. Значи, тоа беше едната причина заради која решивме да ги ставиме звездите годинава, и втората причина заради која решивме да ги ставиме, тие се на таа возраст тешко се решаваат да дојдат. Никој во светот не ги собрал на едно место. Како да ги собереме, викам, ќе направиме звезди. На широк сокак. Зашто кинематограферите се најмалку чествуваните мајстори и уметници во филмот. Гледате режисер, гледате продуцент, ќе каже, тие идат по фестивалите, глумците сите ги знаат. Никој не знае кој стои зад камерата, без нив нема филм. Што е тоа подвижни слики. И заради тоа решивме, годинава е вистински момент тоа да го направиме. Еме годишнина, 45, како да е 50 за нас, да ги донесеме дур се живи и сите да ги поставиме овде. 18 се поставени живите, односно двајца, ќе ви кажам, двајца не се зашто решивме тие двајца што не доаѓаат годинава, за кои знаевме дека нема да дојдат, да ги оставиме за некоја идна година ако може да дојдат. За двајца и немавме контакти, а мораме да поставиме двајца на браќата Манаки. И така стана 18.